Филмот е љубовна приказна во која главни ликови се Ангела и Марко, а нив ги толкуваат младите Кире Ѓуревски, актер кој дипломирал во Бугарија, и Ивана Павлаковиќ од Факултетот за драмски уметности во Скопје. Во фокусот на приказната се наоѓа едно македонско семејство кое живее на работа од екзистенција. Деца на сонцето се снимаше минатата година во Преспанскиот регион, како и во Битола и Скопје. Режисерот Митрикевски своите филмови претежно ги снима покрај вода. Претходниот негов филм Преку езерото е снимен покрај Охридското езеро. Со Кајче оди Константин да ја земе својата вереница во Албанија и ги затвараат тогаш границите и он останува оди по љубов, а цел живот во затвор поради љубов. Мислам, тоа е вистинска тема и јас пред тоа снимив документарен филм, тоа е вистинска приказна, која се вика Љубовта на Кочето Пенчаров. Така да и овој филм Деца на сонцето е покрај вода. Покрај вода затоа што дејствието е покрај вода. Значи, они фактички гњурат фамилијата, бараат некои вредности антички и наоѓаат. Така да, поради драмата, поради приказната, али од друга страна убаво е да се снима покрај вода, лично сакам, затоа што она носи една својствена поезија, рефлексија, асоциации. Во подготовка е нов проект за Цар Самуил кој ќе се снима на манастирот Трескавец во Прилеп. Проект кој е, знаем, 11 век, битката на Беласица, за еден навистина голем лик во нашата историја, тоа е првиот цар кој го формирал средовековна држава тука кај нас. Така да тоа е филм со кој влегува, се надевам дека следната година ќе влеземе во продукција. Митрикевски, кој на првата проекција се обрати на присутните, рече дека насловот на филмот Деца на сонцето се поклопува со топлината и светлината на сонцето. Како што тоа свети и дава топлина, така треба да зрачи и семејството, да има љубов, разбирање и почит. Пораката која што режисерот сака да ја пренесе преку филмот е простување. Останатите улоги ги толкуваат Владо Јовановски, Милица Стојанова, Мето Јовановски, Ацо Дуковски, Ѓорги Јолевски, Данчо Чевревски, Билјана Таневска, Камка Туциновски, Мартин Мирчевски, Сашко Коцев и 3 деца. Владко Стефановски, кој е автор на музиката во филмот, за прв пат има епизодна улога на филм и го игра човекот со гитара. Директор на фотографијата е Јарослав Шода од Полска, а монтажата е на Андрија Зафрановиќ од Хрватска. Филмот во Кочани ќе се прикажува до сабота.